Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини вечерва со Благица Лацовска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Даниел Стојчевски, добро вечер и за вас. Добро вечер и благодарам за поканата. Молам, Халил Снопче, добро вечер. Добро вечер. И Сања Лукаревска, добро вечер и за вас. Добро вечер, поздрав до гледачите. Криза по криза практично ни се налепува. 30 години наназад, најновата е околу тоа што се случува за и околу Иран и реперкусиите пред се економски за сега што ги има врз цела Европа и цел свет, вклучително и во Македонија. Владата превзема некакви мерки да се ублажи ценовниот шок и наглиот пораст на цената на нафтата. Дали според вас државата за сега презема се што е на располагање како алатка да превенира лоши економски последици врз граѓаните? Има известен период од како е почната оваа воена криза, за која што сме сите сведоци. Ние како СДСМ алармиравме повеќе пати, повеќе кратно, дека мора навремено да реагираме, да не оставаме простор за да имаме далекосежни последици понатаму. Доставивме и предлог мерки, но видовме дека владата вчера дури донесе за доцнети, меѓутоа сметаме како политичка партија и несоодветни мерки за да може да се надмине оваа криза. Имаше и од експертската јавност одредени поделени мислења, но сметам дека требаше доста поцврсти, доста поиздржани и навремени мерки. Ова сега што го гледаме, вчера нели се намали ДДВ-то од 18 на 10% и днеска гледаме дека пак имаме пораст на цените. Тоа и го алармиравме. И затоа сметам дека со вакви мерки недоволно го заштитуваме и стандардот на граѓаните, меѓутоа и не се заштитуваме доволно како држава, бидејќи сите други земји кои што се во нашето опкружување донесоа мерки уште многу порано во споредба со она кое што го правиме ние. Сами од себе не може да очекуваме дека ќе се реши кризата. Овдека станува збор за заштита на компаниите, пред се заштита на граѓаните и нивниот стандард, а секако и нашата позиција. Добро, што не направи владата, а според вас требаше да го направи или поинаку да го поставам прашањето, да бевте вие дел од власта, што ќе направевте? Па видете, доблесно е ако некоја влада успеала да изменаџира не една, туку 3 кризи, нека пат да се побара и совет, бидејќи ние во периодот на нашето владење имавме и корона криза, енергетска криза, секако и економска криза и успеавме преку одреден пакет на мерки во неколку наврати да помогнеме онаму каде што е најпотребно. Нас не се потребни линеарни мерки, нас не се потребни таргетирани мерки. И тоа го кажуваат сите релевантни економисти и кај нас, меѓутоа и надвор од државата. Имавме предлог да се намали ДДВ-то на нафтата од 18 на 5%, исто така да се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи, да се намали акцизата за 4 денари, како и намалување на половина од износот на патарините. Тоа се законски решенија, предлог законски решенија кои што ги имаме доставено и во парламентот, кои што ќе бидат на разгледување. Сметам дека недоволно е намалувањето од 18 на 10% и исто така многу неопходно е да не дозволиме да не се случат ценовни шокови, затоа што ние како држава видовме дека и во време кога нема криза бевме сведоци на зголемување на цените. Цените галопирачки ќе се зголемуваат доколку не се превземат соодветни мерки. Не ја сваќам и потребата оваа мерка да трае само 2 недели. Зарем ние очекуваме дека за 2 недели оваа криза ќе заврши. Што потоа? Сметам дека треба да има сет на мерки кои што ќе се однесуваат таргетирано и на различни целни групи и за различни ресори, бидејќи во овој период нас ни е неопходно да имаме чиста вода за пиење, храна и електрична енергија. Ние треба да се насочиме повеќе кон домашното производство за да не бидеме увозно зависни, а домашното производство ќе не оди напред ако имаме развиено земјоделство. А во земјоделството гледате, сведоци сме што се случува. Благодарам. Па добро, неколку работи би реплицирала. Прво за советот од влада која што за време на криза, кога се прогласи кризна состојба за време на короната, на првата владина седница донесе уредба со законска сила. Прва одлука на таа влада беше доделување на лиценци за марихуана, не можеме да бараме совет. Од влада која што неколку кратно ги покачи акцизите, исто така не можеме да бараме совет. Она што со кое што можеме да се согласиме е дека сите оние мерки кои што СДСМ деновиве ги истакнуваат не се исклучени.
Тоа го кажа и премиерот и министерката за енергетика вчера на една национална телевизија. Значи, она што го бараат тие дека акцизата треба да се намали, да, но доколку интервениравме на тој начин, многу помалку ќе се намалеа горивата. И не е точно, колешке, дека се покачиле горивата, дизелот само ќе се покачи од 3,5 денари, а горивата остануваат исти. Она што како влада вчера јасно се стави до знаење е дека од денеска имаме практично 30-дневна кризна состојба. Може би не сте во тек, не сте прочитале денеска, да, 30-дневна кризна состојба. Деривати имаме доволно. Значи, граѓаните треба да бидат спокојни, нема да се покачуваат цените на горивата, а со тоа значи и дека нема да се одврти она спирала на покачување. И ние нема да се покачуваат цените? Нема да се покачуваат цените на горивата. Значи, колку што ќе сега интервенира максимум? владата. Значи, оваа мерка е сега почетна. Како што кажавме, може да биде и до 0%. Сега е на 10% ДДВ-то, може да дојде до 5, може да дојде и до 0. По потреба ќе го намалувате. По потреба, значи овие 2 недели, што не значи дека за овие 2 недели нема да интервенираат, доколку нешто се случува. Знаете, работиве се случуваат во наша контрола, ние немаме влијание, но она што можеме да интервенираме, односно владата да интервенира, го правиме сосема навремено. Значи, ако се намалеше акцизата, горивата ќе се намале само за 1 денар. А сега 6,5 денари. Така е. Значи, колешке, немаме зголемување на цените, туку напротив, цените остануваат исти. Во меѓувреме се прават инспекции, владата интензивно разговара и со супермаркетите, со големите корпорации, се прават инспекции и се договара со ОКТА за оние 2 денари попуст. Се остава простор и на трговците на мало исто така да разговараат и да ги намалат оние работи кои што ги имаат. Значи, да сумираме. Владата вчера излезе со овој сет на мерки, но што тоа не значи дека ова ќе биде краен сет на мерки. Состојбата ќе се следи од ден на ден и како ќе бидат потребите, така и владата ќе одговара. Уште објаснување малце за делот кога рековте дека нема повеќе да има зголемување на цените на нафтените деривати. Ако добро ве разбрав, или? Сега за сега нема да има. Сега за сега, значи. Со оваа мерка нема да има. Значи, регулатор на денеска се согласи со предлозите на владата и сега нема да има. Добро, благодарам. Значи, да ве коригирам. Дизелот за 2 недели е зголемен над 30%, бидејќи вие 3 недели чекавте да видите што ќе се случува, додека земјите во регионот веќе спроведуваа мерки. Во Србија имаме намалена акциза за 60%, половина, односно 50% намалена акцизата и во Црна Гора, и во Албанија. Замрзнати цени на горивата имаме во Босна и во Хрватска и така натаму. Од друга страна, рековме дека имаме изголемување на цените. Во последните 2 до 3 години цените на основните прехранбени производи се зголемени од 34 до 35%. Ова не го кажувам ја да го измислам, ова се факти кои што ги прават врвни експерти и исто така куповната моќ на граѓаните е намалена за 25%. Од друга страна, цврсто стојам за тоа дека треба да побарате совет, затоа што во време на корона кризата сме донеле 110 мерки во износ од 1,2 милијарди евра поделена во 6 пакети, за да зачуваме работни места, за да заштитиме ликвидноста на компаниите, различни целни групи и така натаму. Во 2022, кога имаше енергетска криза, пакет мерки вредни 760 милиони евра. И ова се факти врз кои што го темелам она кое што го кажам и тука не може да ме опонирате. Имавме субвенционирање на цената на струјата за 600.000 домакинства и 68.000 мали потрошувачи. Конкретни мерки за конкретни групи на граѓани. Значи, тоа се факти. Добро. Знаевме да се справиме со кризата и навремено реагиравме. Не чекавме 3 недели, туку на секој 2 дена со соодветна нова мерка. Еден совет до вас, ќе ве замолам, немојте вие, како представник на Социјалдемократскиот сојуз, да се фалите со добро справување за време на ковид кризата. Зошто? Значи, да не говорам колку луѓе
ги загубија своите животи. Да не говорам колку време чекавме за вакцини, па понатаму па да не говорам како ги набавивте вакцините. Па да не говорам и како ги блокиравте мерките во собранието, да не го видат светлото на денот. Колешке, како ги рекетиравте и како сите знаеме, општа јавна тајна е вашиот сегашен лидер што правеше за вакцини, за кинеските вакцини, но има институции, да. Има институции кои што треба да се работат на оваа тема. Благодарам. Сакав еден краток коментар во однос на оваа тема. Значи, Македонија како мала држава не може да го одмине овој глобален проблем со кој што се соочува светот, така и ние сме подложни. За жал, ние како општество, како држава, и во сите изминати години не најдовме за сходно некој заеднички систем да излеземе со оваквите кризи, можеби заеднички да се справуваме. Меѓутоа, тоа е што е и деновиве гледаме дека владата, претходно и министерката за финансии, премиерот изјави дека следат состојбата и веќе има вчера реакции во делот на намалување на ДДВ-то. Меѓутоа, мора да внимаваме на еден сегмент кој што многумина избегнува да го зборуваат, а тоа е дека некои показатели, барем оно што јас го имам како информација, покажува дека во последните неколку дена потрошувачката на дериватите во Македонија зголемено за 10%, а тоа се должи на тоа што Македонија во регионот во моментот сепак има најмала цена на нафтените деривати и има предпоставки дека од страна на соседни нашите соседи граѓаните влегуваат и точат гориво на нашите пумпи, што може да доведе до сериозен проблем во оваа криза. Ние да го намалиме, да ја намалиме количината на нафта која што ја имаме на располагање за нашите граѓани и институции, може да представува сериозен проблем. Затоа потенцирам дека внимателно треба да се следи, да се работи на процесот, бидејќи да не се доведеме во една состојба од да имаме поевтина, поскапа нафта, да се доведеме во состојба да воопшто немаме нафта, иако ставовите вчера што ги кажа и премиерот, дека ние во наредните 60 месеци немаме потреба за грижа, бидејќи имаме обезбедено доволно количини на нафта. Разбрав, мерки е да бидат балансирани, да не отидат цената премногу ниско, за да дојдат од странство, од Србија, од Грција да ни купуваат. Па претпоставувам дека, и ова го кажам како мој став, да бидеме внимателни, претпоставувам дека и дел од мерките што можеби не по мене не доцнеа се навремени, се случаја токму поради тоа. Инаку ви имате став на СДСМ пред 2 дена да се намали ДДВ-то, после 2 дена имате задоцнети мерки. Не може за 2 дена да имате задоцнети мерки, кога се знае точно кој ден се заседава регулаторот, кој ден утврдува цена и тоа е понеделник, од 12 часот имаме нови цени. Мислам дека се навремени мерките и внимателно треба да се следи процесот, како што прочем тоа го најави и премиерот. Господин Стомче? Добро, ја нема да се реферирам на ставите на политичките партии, ја ќе се реферирам на ставите на експертите. Значи, сме имале прилика овие последни денови да ги слушнеме нивните ставови. И нивните ставови, пред да се донесат овие мерки вчера, што се донесоа, велеа дека владата многу касно реагира. Требаше навремено да реагира, заради фактот што земјите во регионот веќе реагирале. Значи, тие предупредуваат и даваа препорака и до граѓаните. Значи, во смисла дека не чекат црни денови. Океј, тоа е фактичка состојба, објективна пречка, затоа што имаме војна. Значи, таа војна рефлектира таму во глобална светска криза, што апсолутно рефлектира и кај нас. И нормално тие упатува пораки до владата да преземе мерки. Значи, тие бара, уште еднаш се реферирам на експертите. Значи, ја им верувам, пошто ја не сум економиста, не можам да бидам толку фактички видовит во овој поглед. Меѓутоа, тие бара да се намалат акцизите за еден подолг период. Бара намалување ДДВ-то, исто како што било барањето и на СДСМ од 18 на 5%. Значи, исто така бара намалување ДДВ-то на основните прехранбени продукти. Така, бара дури да се размисли и ова што спомна Лукаревска, значи за патарините, да се разбереме за патарините, значи тоа влијае врз транспортните цени, инфлаторни, значи тоа е зинџир ефект, ефект на ланец, ќе има инфлаторен ефект кон сите други области. Значи, знаете какви патарини ние плаќаме во нашата држава? Јас сум спомнал и во собрание. Сум направил споредба, значи во Бугарија и Руманија се плаќа 50 евра годишно. Во Швајцарија се плаќа 50 франци годишно, Австрија се плаќа 100 евра годишно. Имаме држави кај што не се плаќа воопшто. Германија, Данска, Белгија, Холандија. Во Косово нема плаќање на патарини, во Албанија само 1 или 2 автостради се плаќа патарини, значи и таму нема.
Кај на себе, јас сум од Гостивар. Еден гостивачанец, ова сум го кажал за министерот за транспорт и врски Николовски од Собранска говорница. Еден гостивачанец кој што работи во Скопје треба месечно отприлика да плати 100 евра, што испаѓа годишно 1200 евра. Па кај е тоа, значи нашата купавна моќ и нашите џебови кај може да го издржат тој терет. Сакаш? Значи еден гостивачанец што работи во Скопје треба да плати од прилика 1200 евра годишно, а во Швајцарија 50 франци. Во Швајцарија имаше референдум за покачување и не помина референдумот. Значи, еве и ова мерка ја поддржувам. Дали да се преполуват или да се интервенира. Зошто ние да не платиме 50 евра годишно за патарење? И тоа влијае врз цените на транспортот, се разбира. Видите, ние по устав сме социјална држава, пазете. И не може сега со устав си социјална држава е сега со овие екстремни цени да гарантираме социјален стабилен живот на граѓаните. Нашето општество се базира врз традиционалните вредности на моралот и на правото. Не е право и правично приватните компании кај нас да профитираат енормно, а граѓаните да живеат со такви минимални плати, каде што односот минимална плата и потрошувачка кошница е најнизок во Европа. Однос минимална плата сметки на електрична енергија е најнегативен во Европа во полза на граѓаните. Тоа е факт. Ние треба да размислиме и за куповна моќ на граѓаните. Значи, ако си социјална држава, значи види, кај нас има анализи дека приватните компании имаат огромни профити, пазите, значи супермаркетите кај што секој ден купуваме, тие имаат, значи од година расте нивниот приход до профит, до 50%. Сваѓате, нашите приватни компании, супермаркетите, енергетските компании, другите трговски компании имаат профит поголем од средната вредност на европскиот профит на компаниите во Европа. А во Европа, знаете како е работата? Во Европа 60% од профитот на компаниите одат на плати на граѓаните. Кај нас дали е така? Не е така. Значи ние велиме не можеме да ја покачиме минималната плата пошто ќе фалиментираме. Ти сакаш преку ноќ да се збогатиш. Не е баш така. Ние ствараме елити на и мали групи на богаташи. И секоја власт е поврзана со тие собственици на тие компании. Тоа се види и минатата година. Кога Уставниот суд донесе одлука за да се врати тој, како се ви, солидарен данок, така? Значи 50 милиони евра се вратија на 156 компании. Богаташите уште повторно зедоа пари, 50 милиони евра. Кај нашата држава. И имавме тотален молк, никој не реагираше. Сега, ако во Европа 60% од профитот одат за плата на работниците, кај нас над 50% од профитот одат во џебовите на тие, на собствениците на компаниите. И сега тоа не е реално. Пазите, ние стварно имаме криза. Експертите велат дека ако продолжи овој конфликт, ние нема да имаме економски раст. Инфлацијата ќе биде 8%, дури инфлацијата во глобално ниво, ако барелот на нафта достигне $130, се вели дека ќе биде 4%. Индустријското производство ни е во пат. Тоа е факт. Станските инвестиции се намали за 60%. Тоа е факт. И сега владата мора да донесува решителни мерки и буџетот да го носи товарот, не џепот на граѓаните. Ние имаме рафтови во супермаркетите со европски цени, а џебовите со минимална плата. Не оди тоа. Прави нешто државата да го Вака бајпасира? сега, јас да се надоврзам на ова што го кажува колегата Снопче, тој зависно од тоа со кого е на власт, па така ги менува ставовите, но како и да е. Прво пред се приватниот интерес секој формира приватна фирма заради профит. Но јас се сеќавам дека неодамна инспекторите утврдија картелско здружување на одредени супермаркети и уште еднаш, еве, јавно ги повикувам институциите да навлезат во тие супермаркети, да ги казнат и да се среди таа состојба затоа што очигледна е нивното договарање за профитирање. Тука до некаде можеме да се сложиме. Ама вие велите дека тие сега се организираат буквално да го грабуваат народот? Инспекторите За маркетите? Така е, инспекторите констатира картелско здружување. Не јас, не Снопче, туку тие што треба на терен. Она што владата, господине Снопче, денеска и премиерот, доколку го слушавте, единствена влада во регионот, ако може би уште една, е единствена влада која што директно од буџетот интервенира
за да го ублажи падот на стандардот на граѓаните. И затоа, наместо 1 денар да се намалат бензините, сега се намалија на 6,5 денари, 95-ката, и 10,5 денари за дизелот. Значи, состојбата е таква, како што кажавме, и синоќа министерката за енергетика. Деривати има, она што колегата се легитимно прашање, граѓаните се прашуваат дали ќе има доволно деривати. Деривати има доволно. Исто многу важно е дали електроенергетскиот систем има доволен потенцијал. Осигурани сме дека има. И од владата и од Министерството за енергетика го имаме тоа. Значи нема потреба од паника. Мене ми е јасно дека како опозиција сакате да критикувате, сакате нештата да ги преувеличувате, но факт е дека владата интервенира и ќе интервенира, нема да престане тука. Истовремено, додека се интервенира за горивата, се водат интензивни разговори со супермаркетите. И велиме вака, велат од владата, дека доколку ова што вие го велите, има екстремно зголемување на цените, на одредени производи има, забележено е кај маслото за јадење, кај јајцата, тогаш инспекциите ќе излезат на терен и ќе добијат соодветни казни. Никој тоа не е само вие дека сте го забележале, сите ние одиме во супермаркет и ги гледаме, сите пазари ми ги гледаме цените какви се. Овие се фактички работи, пошто вие господја Ласовска рековте дека зависно од која позиција сум зборувам другачие. Секогаш сум зборувал исто. Па добро, не е баш така, но значи само да ве поправам во ова насока, пошто мора да се согледа вистината таква како што е. Мора да се согледат фактите. Ја ги спомнав, ја ги спомнав фактичката состојба, ја спомнав. Овие се па и се реферира вчера наваму. Кај експертите. Зборуваме за горивата сега. сега. Ве молам. Окей, за горивата. Да, која е фактичката состојба? Ама треба да се гледа и куповната моќ на граѓаните. Апсолутно. Да, па заради значи, куповната моќ и цена на горивата, ако се прави пропорција, ние сме повторно во последно место. Во регионот. Последно место, без оглед дека горивата може би се поевтини. Абе, наевтина, ама куповна, ако се спореди со куповна моќ, ние сме повторно на последно место. Пазете. Видите сега, не можеме да го негираме фактот дека 160.000 луѓе во оваа држава, работници, земаат плата по 31.000 денари, што е под прагот на сиромаштија. Тоа не може да се негира. Не може да негираме дека минималната плата не може да полни половина од потрошувачката кошница, основни прехранени продукти и фактури. Другите фактори лични ние. Тоа не можеме да негираме, тоа е факт. Па вие кога бевте во опозиција, господја Ласовска, пресместувавте со калкулатор како треба да се намалат акцизите и како тоа би влијаело на цената на дериватите. Сега тврдоглаво ги бараме фактите, аргументите што ќе го поддржат сопствената нивната сопствена вистина. Ние треба да имаме вистината такава што е. Не треба да бегаме, не треба да бегаме од вистината. Ви не една влада што не размислува за утрешноста. Значи биете убедени дека таа влада пред да заврши денешниот ден ќе биде во неволја. И затоа велиме случајно сега и ние сме опозиција и лукаревска опозиција дека овие се презадоцнети мерки тренирали пошто еднаш кога ќе се покачат цените. Пошто цените се покачаа, маслото се покача, јајцата се покачаа, основните продукти зеленчуково овошје се покачаа. И сега кога ќе се покачат цените еднаш, во тој случај има инфлаторен ефект и нема да се вратат. Да кажете вистината. Значи, пазе, кога започна спиралата на покачување? И да заврши оваа криза брзо. Кога започна спиралата на покачување? Еве, нели велите дека ја говорите само вистината. Па вие велите дека нема да има покачување до сега на 30. Предходните 2 години 30 дена се покачи. Брзо ги забораваме. Добро, ајде ако имате да го завршиме овој круг околу енергетика. Предходните 2 години, така? Значи, 3 пати ги покачивте половина мандат. Сања, 3 пати. Во ваше владение. Од тогаш почнува трендот на покачување на цените. Сега јас
Точно е, ние сме на власт. Владата треба да превзема мерки, ние не бегаме од одговорност. Зашо не ги замрзнете цените? Мерки, Еве, мерка замрзнување на цените. Можеби и таа мерка ќе дојде. Ама ние не може паушални дневни предпоставки да правиме без стратегија. Два дена пред да излезе владата, кажувате дека не се во ред мерките и дека треба да има мерки. Излегува владата по 2 дена, знаете дека РК е кога заседава и велите не се добри мерките. Но окей, ве разбирам, опозиција сте, тоа ви е работа да критикувате, но дајте малку фактите да ги видите. Не работа само се критикува кога има вака голема криза, граѓаните очекуваат сите политички субјекти заедно да седнат. Никогаш не критикувам паушално. Претходно обраќање дека можеби треба да се седне на маса во едни такви тешки времења, опозицијата и позицијата да имат некој заеднички став. Зошто го зборувам? Не само од аспект да направиме дополнителни работи, туку и од аспект да го да не влеваме кај граѓаните паника и страф од сето оно што се случува, бидејќи знае некогаш опозицијата да даде коректни и оправдани критики, меѓутоа често пати знае и да ги преувеличи, што создава паника кај граѓаните и страф, па да се создават и дополнителни залихи од одредени производи и така натаму. И мислам дека во моментов немаме потреба за такво нешто. Точно е дека, повторно ги кажам, за жал Македонија помала земја и зависи, многу е зависно од увозот. Ние ќе увезуваме инфлација, ние ќе увезуваме и повисоки цени на производите, бидејќи сите тие проблеми кои што се соочува светот, државите околу нас, државите од кои што увезуваме, ќе влезат токму во нашата држава. Затоа, повторно ќе кажам, треба секако, неминовно е тоа, владата да ја следи, да го следи трендот на цените и времено да реагира со конкретни мерки, како што тоа го имавме во текот на вчерашниот ден. И повторно Македонија ги има најниските цени на нафтите во регионот и претходно ги имаше и мислам дека и понатаму така ќе биде, меѓутоа ќе потенцирам на опасноста која што може да ни се случи. Треба да бидеме внимателни. Кратко само. Ајде. Видете, мислам дека заедничка цел на сите овде на масава, независно од која политичка партија доаѓаме, е како поуспешно и побрзо да се справиме со кризата во нашата држава. Меѓутоа, за една земја која што е трета во Европа по економски раст и развој, мислам дека една мерка вчера слушнавме, не слушнавме пакет на мерки. Дали имаме раст последните квартали? Каков раст да имаме кога гледате дека се согласувам комплетно со колегата Снопче. Европски цени, а нашите плати се катастрофа. Една минимална плата не може да ја покачите. Зошто? Затоа што сега по уште потешко ќе се покачи, бидејќи сега сме во кризно време. Сите пазариме во маркет. Трократно се зголемени цените од претходно, а имавме зголемување на цени кога немавме криза. И тогаш реагиравме со повеќе законски решенија. Затоа сметам дека дневни паушални препораки без стратегија не може да даваме. Туку навистина треба да се сетне и да се направи еден пакет мерки кои што ќе ги опфатат сите засегнати страни. Најефтина била нафтата, тоа не треба нас да не охрабрува. Напротив, мислам дека и повеќе експерти кажаа, ние сега зборуваме за нафта која што имаме снабдено одреден период претходно. И дали треба таа нафта да ни ја земат соседите? Апсолутно не треба. Апсолутно не треба. Ама и треба да ги следиме соседите, ако имаат добри мерки, тие да ги примениме. Да намалиме акцизата 60%, еве како во Србија. Зошто па да не? Ќе им земате лична карта? Ќе земате, ако е кризно време ќе земаш. Погрешивте што не гласавте за новиот јавен обвинител? Се зборувам како партија. Не, мислам дека јасно и гласно, транспарентно го искажавме нашиот став. Не би уште еднаш и вечерва ќе го искажам тука. Ние буквално немаме никаква дилема за неговата импозантна биографија. За сите чекори по кои што има поминато во неговата кариера. Не сме слушнали исто така дека е под некакви политички инструменти врзан со една или друга политичка партија и така треба да биде. Тоа го оставаме на страна. Нашата дилема беше дилемата на предлагачот на тој јавен обвинител, стравувајќи дека ова статистичка грешка, ако може така да ја кажеме, од 2% доверба во судско-обвинителскиот систем, дека ќе оди надолу. Врз основа на тоа даваме шанса, еден извесен период, да видиме кои се чекорите кои што ќе ги превземе новиот јавен обвинител, затоа што одреден број на предмети и СДСМ кој што ги објавува на своите пресконференции, истовремено за секоја пофалба и она кое што го кажа
господинот Савевски дека ќе има фиока стоп систем. Го чекаме и тоа. Тоа се аргументи кои што одат за бидејќи негова самиот кажа дека страна. малце разочаран само 66 пратеници што гласат за него, дека очекувал според биографијата која што велите дека е импозантна да добие широка поддршка. Видете, значи пак уште еднаш ќе напоменам. Немавме никаква дилема за тоа неговиот дела јасно. професионален капацитет и интегритет. Меѓутоа гласавме, односно не гласавме никако, имајќи дилема во делот на предлагачот, односно владата. Затоа ќе оставиме простор за да видиме дали ќе има, односно ќе нема мешање на извршната власт во обвинителската Очекувате власт. да има? Јас ако сакам да размислувам како еден прогресивен граѓанин, очекувам дека ќе нема. Затоа и тие 66 гласа може би се многу повеќе во споредба со претходните обвинители кои што ги имаат добиено како гласови при нивниот избор. Добро. Добро, јас и исто така сум навистина разочарана зашто Социјалдемократскиот сојуз не даде поддршка за новиот јавен обвинител. И ова да кажете дека не го поддржувате заради тоа што ВМРО ДПМН го предложила, па така е законот. Значи владата предлага и собранието бира. Тоа е законот. Таков е законот. Но како и да е, мислам, личи тоа на Социјалдемократскиот сојуз. Ќе видиме, јас искрено се надевам дека господинот Савевски има навистина многу работа. И она што е наше ветување, борба со корупција и криминал, дека ќе се справи со корупцијата и со криминалот, дека ќе направи одредена дисциплина во самите јавни обвинителства. Предпоставувам дека си има собствена стратегија, да почекаме, да видиме, но ќе кажам дека навистина има многу работа. ВМРО ДПМН рече се 2 години на власт, дојде ветување до граѓаните дека ќе се справи со криминалот и корупцијата, која што ги кажа во епски толеранција, нулта толеранција за криминал и корупција. А во однос на корупција. реакцијата во јавност околу динамиката со справување со епскиот криминал и корупција и ваше лично мислење на други од ВМРО ДПМН беле дека со тој обвинител што беше порано, тоа е максимумот. Дали сега со нов обвинител веќе практично ќе нема аргументи зошто нема да се влезе посериозно во. Така ќе нема. Сакам да кажам дека очекувањата се чисти и чистен теренот треба да се действува. Апсолутно се согласувам со вас. Ќе нема аргументи повеќе зошто би се чекало и неговата непристрасност би требало да биде докажана. Но еве, ајде да му оставиме време да го организира нели обвинителството и да започне да се сериозно да се занимава со корупцијата и криминалот, во кој што очигледно дека тоне нашата држава, каде и да чепнете, еве гледате дека има криминал и корупција. Многу е тоа поразително пратење кој ќе го слушнеме. Видете, за мене лично тоа е поразително. И се согласувам со вас дека едноставно јас не сум задоволна од динамиката која што за овие нецели 2 години, односно за да се испорачува правда. Сите граѓани се желни, и јас сум граѓанин. Без разлика, значи ги представувам граѓаните, но јас сум пред се граѓанин. Јас сакам да го видам правото и правдата во Република Македонија како владеат. Затоа што ако сме нешто ветиле, треба и да го исполниме. Нашето ветување беше тоа затоа што навистина сме држава, како што кажавте и вие, со епски криминал. Не, тоа вашата партија го кажа, така е, ама така е. Добро, благодарам. Сакам да се надоврзам на оваа тема и ќе си земам за право да кажам едно мое лично мислење од она што гледав деновите кога се токму избираше јавниот обвинител. Имав чувство дека во собраниската сала преовладуваше некое мнение како сите да го поддржуваат изборот на јавниот обвинител и многу малку сака да критикуваат, што дава една добра можност дека во нареден период може да се направи нешто. Секако дека народот, граѓаните, многу се големи очекувањата од новиот јавен обвинител. Јавниот обвинител е ставен пред сериозен тест, пред сериозна одговорност. Радува фактот што ќе се залага за дигитализација на самото јавно обвинителство, што ќе доведе до поголема транспарентност, меѓутоа преку тоа мора да бидеме внимателни и поголема одговорност на самите јавни обвинители кои што ги водат процеси, кои што ги водат овие процеси. И мислам дека само на тој начин ќе можеме да ја зголемиме довербата
во судската власт преку действијата што законодавната власт може да ги преземе и да даде можност судската власт подобро да функционира. И ово го зборувам во контекст на законите кои што во овој период се носат, ќе го земам законот за јавно обвинителство кој што се носи во моментот преку една крајна фер демократска процедура каде што самиот закон е ставен и на јавна расправа каде што многу стручни лица, стручни во таа област, граѓани можеа да се вклучат и во самата процедура да дадат своји забелешки при носење на истиот закон. Јас се надевам дека законот ќе биде донесен многу брзо и ќе биде само дополнителна подлога на работата на новиот јавен обвинител. Добро, господине Снопчев, верувате ли дека конечно ќе почнеме да ги гледаме контурите на едно од најголемите барања на граѓаните, тоа законите во Македонија, во оваа држава да важат за сите подеднакво. Да нема привилегирани, да нема недопирливи, да нема луѓе кои што нема да бидат казнувани.